Здраво, Тамара, како се чувствуваш вечер? Здраво, Хајп Македонија, добро дојдовте во Македонија. Ти благодарам, чест ни е да имаме моментално интервју со тебе. Фала ви многу. Тамара, пред 2 недели издаде нова песна "Никој како ти" со Коста Ден. Што те инспирираше за оваа песна и како беше процесот на соработка? Сосема случајно, со Коста се најдовме во едно преубаво место во Македонија, во Дојран, каде што е неговото студио. Се запознавме и ни кликна енергиите во првиот момент и се случи "Никој како ти" сосема спонтано. Он првично ми ја пушти за да ја пеам јас, дали ми се допаѓа уствари, и ја замислив некако заеднички да ја изведеме, затоа што многу ми се допаѓа Коста и како изведувач и како продуцент, целокупен артист, и излезе "Никој како ти", многу сум задоволна и од фидбекот и една ретро певлива песна која што потсеќа на едно убаво време кога македонската музика беше на едно завидно ниво. Иако морам да признам дека во последно време имаме одлични македонски песни и македонски хитови кои што рушат рекорди и кои што се на првите места на трендинг листите на YouTube и така. Се согласувам со тебе и навистина тоа е прекрасна колаборација. Дали мислиш дека песната "Никој како ти" може да биде еден од најголемите хитови во твојата кариера и како се разликува, да речеме, од твоите претходни песни? Јас сакам да експериментирам со звукот и со музиката. Фанкот ми е мене во срцето. Порано сум имала песни во таков стил. Дека ќе биде еден од моите најголеми хитови. Јас за секоја песна мислам дека има место во мојата кариера и е дел од мене, што се вика. Дел од мене и од мојата душа. Така што секоја песна си има посебно некое место и кај публиката, пошто взаемно е тоа. Знаеш како се осеќаш кога ја пееш и кога ја создаваш, тоа се рефлектира и на слушателите. Така е. Колку си задоволна од реакциите на публиката досега? Дали ја очекуваш оваа поддршка? Да, апсолутно. Мило ми е. Како одговараш на критиките дека твојот музички стил станува премногу комерцијален? Дали е оваа насоката во која сакаш да се движиш како уметник? Премногу комерцијален, не би се согласила со тоа. Мислам, јас сакам да бидам во терк со времето, што се вика, и правам некој компромис. Во последно време, мада и од секогаш сум правела компромиси. Сакам да се допадне и на некои други генерации кои што се и сега и едно големо како се вика, слушачко тело. Така што зошто да не се експериментира, можам се да пеам. Се согласувам на вистина. Некој смета дека твоето учество на фестивали како Макфест е само маркетинг потек за промоција. Како гледаш на ваквите коментари? Не знам од каде ти се овие информации. Секој фестивал е добар маркетинг за секој пеач, не само за мене. Не заради тоа и се пласираат песните на таков вид фестивали и ние некако и го држиме нивото на тие фестивали. Така што тоа е една добра промоција за песната. Како гледаш на влијанието кое го имаш врз помладите изведувачи во Македонија? Дали чувствуваш одговорност кон нив? И која е пораката што би ја пренела на младата популација која што те прати? Чувствувам одговорност и ми е драго што сум идол на младите и што сум им некој кој што ги инспирира за нивната креација. Би им посакала само, би им кажала да бидат сосема своји, да си го пратат срцето, зашто срцето секогаш најдобро знае да каже што и како треба. Дали мислиш дека твоите нови песни... Ја викаме. Океј. Тамара, ти благодарам за издвоеното време, на вистина не значи што си дел од Хајп. На како што не сум дала. Ти благодарам на вистина. Имај пријатна вечер. Такоđe, фала, прекрасна си.